Во студиото на Здраво Македонија подиват часот се дружиме со специјалист доктор Ребека Вуковска, дерматолог од Универзитетската клиника за дерматологија, Мартина Симјановска, блогер за храна, и мејкап артистката Дина Латиф Ахмет. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 13 минути. Ве поздравувам во овој дел од емисијата сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. Верувам дека уживате уште од 6:45 со нас сите оние кои што од подоцна сте на нашата фреквенција и ќе останете до 11 часот да ги проследите сите женски разговори кои што ќе ги направиме во продолжение со нашите прекрасни гостинки. Навистина имаме убава енергија зад камерите, се надевам така ќе биде и пред камерите. Но најпрво да си ја поздравам мојата драга колешка, онака сите жени денеска. Бисерче, добро утро, како си? Добро утро, Цица, одлично во вакво друштво. Прекрасно друштво, прекрасни млади дами, многу успешни. Верувам дека и гледачите ќе го задржиме вашето внимание се до 11 часот. Одлични теми имаме, сите како што веќе споменав, се професионалци во она што го работат. Малку ќе готвиме, малку ќе зборуваме за медицината, од се помалку и верувам дека ќе дознаете многу интересни работи кои ќе ги примените вие во секојдневниот живот. Цица, да си ги поздравиме дамите. Така, еден посакам уште еднаш топло добре дојде. Веднаш до мене Мартина Симјановска, која што, вака на македонски кажано, е блогер за храна. Да, блогер за храна, убаво кажав. Добро утро и добро ни дојде во студиото на Здраво Македонија. Добро утро и фала на поканата, баш ми е драго што сум во вакво убаво друштво. Знам дека честопати имаме доаѓано кај тебе, имаш нешто готвено за нас, имаш готвено и во нашата кујна, но вака како гостинка на ова најпозната маса во етерот. Да. Прв пат седнуваш и имаш доста навистина убави работи кои што ќе ни ги раскажеш. Прв пат седнуваш со презимето Симјановска. Прв пат, да. Трајановска, ако се пресува гледачите, која беше оваа Мартина, е таа Мартина. Имаме интересни теми со тебе навистина, ќе готвиме во студиото како што кажа Бисера, ќе правиме палачинки, односно ти ќе правиш и ја ќе сметам помалку и така ќе биде интересно. Ја ќе ги зедаме на крај. Тоа ги се потемаме кој попрво да ги зеда. Веднаш до тебе ни е Дина Латиф Ахмет, која што е мејкап артистка и прв пат ни доаѓа во Здраво Македонија. Добро утро и за тебе. Добро утро, фала многу на поканата и мене ми е многу мило што сум во убаво друштво. Имаме и со тебе интересни теми, сега е сезона на матури, на свадби, сите бараат термин повеќе за шминка, можеби има некои нови трендови. Ќе ни кажеш што се случува во твојата професија, што е сега интересно и актуелно. И веднаш до тебе од клиниката за дерматологија ни доаѓа специјалист доктор Ребека Вуковска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата и на првото утринско кафе. На здравие, така, само вие сакавте кафе. Да. На здравие. Како сте? Благодарам, добра, одлично, во вакво друштво не може женско друштво, да. Одлично изгледате сите три дами. Мислам, тоа ви го кажавме зад камерите, ама и вака официјално. Со боиве се поделивме. Ќе видиме која екипа ќе биде посилна. Се жигувам. Доктор, ке може некако да започнеме од вас со оглед на тоа дека најактуелно нешто што ќе се случува ни предстои викендов. Што точно ќе можат граѓаните да добијат на бесплатните прегледи кои што ќе се случат во парк? Ова во парк е една традиција што се случува секоја година. Мислам, не само на таа локација, и кај нас исто на клиничкиот центар за дерматологија, каде што овој месец е месец на меланомот или евромеланома денови се. Граѓаните ќе имаат прилика да бидат прегледани од специјалисти дерматолози со значи нивните невоси, бемки, да видиме дали има нешто сомнително, нешто што треба навистина да се обрне внимание. Со тоа што ќе бидат понатаму упатени за диагностика понатамошна и нормално третман доколку е потребен. Ќе биде даден совет за фотозаштита, како да прават само преглед и нели најважно е да се покрене свесноста со ова кај сите граѓани да внимаваат во овој летен период да не дојде до влошување или да следат некои стари промени. Сега рековте дека ова ви е традиција секоја година која што правите. Верувам дека имате многу повеќе акции, не само од ваков тип, но колку луѓето навистина прават превентивни прегледи кога станува збор за дерматологијата? Искрено, со текот на времето е покрената доста свесноста, не само за овој тип на прегледи, туку и за како што е карциномот на дојка кај многу жени. Така што ова е добро, за нив е многу значајно. Имаме доста случаи кога случајни минувачи значи од застанале и откриле навистина сериозна промена, да. Дури биле лично јас не, но мои колеги имаат откриено меланоми токму на овие
акции. Биле, мислам, изненадени граѓаните што бидејќи не биле свесни дека воопшто им се случува тоа на нив. Но е значајно затоа да се примети доколку има некаква асиметрија, промена во бојата, во големината, така, да. Значи треба да се следат бемките и да се внимава многу од сонцето. Затоа што сонцето е јако, особено во оние периоди од 11 часот веќе па до пладне, треба да бидеме значи со фотозаштита, заштитен фактор 50+ и да бидеме под добра сенка, да носиме шешири, капи, да се заштити кожата. Така. Споменавте дека во сабота ќе бидат бесплатните прегледи. Каде, на која локација? Претпоставувам ќе има медицински тим, како што кажавте вие. Да, ќе има специјалисти, дерматолози од нашата клиника, ќе бидеме таму од 10 часот, ќе биде во парк кај фонтаната. Добро. Така што може секој да дојде, ќе трае сигурно до пладне, некаде до 3 часот претпоставувам, ќе бидат дадени заштитни фактори од наша страна, ќе биде посветено внимание на секој што ќе дојде да биде прегледан и ќе дадеме понатамошни насоки. Така, накратко само како изгледаат тие прегледи за да знаат и гледачите доколку за прв пат ќе дојдат Значи да ги нема прегледат. ништо страшно, само доаѓате, не боли, разговараме, имаме дермоскопи со нас, тоа се како едни ламби со специјално кои што ја зумираат бемката. Да, и имаме многу покомплетна и подобра јасна слика отколку само со голо око. Така, резултатите веднаш ги добиваат? Веднаш, значи веднаш добиваат резултати и ќе знаат што понатаму. Да, сега Дина постојано зборуваме за тоа дека сакаме убаво да се нашминкаме, убаво да изгледаме. Не те прашавме јас и Бисера дали сме соодветни денес за најмисија, веројатно сме. Супер сте, мора да кажа супер во живот. Да. Ти благодариме, се шегувам. Но ретко зборуваме за тоа колку е навистина потребна негата на кожа, бидејќи веројатно за шминката да изгледа убаво и свежо и сите оние производи кои што се ставаат, навистина е потребна, треба да претходи една сериозна грижа за себе. Да, јас цело време тоа го кажувам на моите клиенти. Сигурно и Ребека знае и како е, нели, колку е убаво кога кожата ќе биде убаво припремена за шминката, бидејќи претходно ако е сува, ако има корупки, нели, ако не е убаво исчистена и нагувана, шминката не може да легне убаво како што треба. Така што дефинитивно многу е битно тоа. А исто така е важно да ја вадиме шминката пред спиење, бидејќи има многу девојки кои што за жал не го прават тоа и верувам дека има доста последици од истото. Да, мислам сега реално, мислам дека секој го има направено тоа барем еднаш во животот, да. Никогаш кога мора. Да, мислам и умор и сето тоа, доаѓаш дома, го гледаш креветот и се викаш нема врска, само ќе легнам, утре што буде. Ама мислам треба да се води евиденција дефинитивно за тоа што ако не истиот ден, со тек на време ќе се видат последиците и стварно треба да се води многу нега за кожата. Не само за шминката, туку општо, нели, многу е побаво кога имаме убава кожа, дури да не сме нашминкани, сме многу посамоуверени отколку да имаме, нели, мозолчиња, да имаме неравномерна кожа, сето тоа многу влијае и на самодовербата. Да, апсолутно. Сигурно тука ќе се согласи и докторката и дава доста совети и препораки на сите пациенти кои што доаѓаат со некаков проблем, претпоставувам почесто доаѓаат со проблем отколку за совет. Да, точно и за доста проблеми како што се алергии, нели, не само од козметска природа, но дефинитивно кожата ни е една и ќе не представува додека сме живи, затоа треба да ја чуваме, да се, мислам, посветиме на правилна нега, но со, нели, консултација со специјалист, да не купуваме на своја рака разни козметски производи, креми кои што ги има премногу на пазарот. Да, затоа што најчесто слушаме, нели, кој што од другаркиве си купил, па ај ние без да знаеме дали ќе ни одговара на нас истата таа козметика. Да, пред да продолжиме со Мартина, имам само уште едно прашање до вас. Постојано зборуваме за нега на кожа на жената, но како мажите треба да се грижат за сопствената кожа? И мажите треба да се грижат, значи редовна хидратација и пред се заштитата од сонце, што зборуваме, заштитен фактор е многу важна. Особено во процесот на старење и кај оние хиперпигментации што знаат да се јават сега баш во овие периоди на првото сонце. Иако ние мислиме дека сега сонцето е слабо, јајде не треба, но секогаш како добра подлога и пред излегување од дома мора да ни е заштитен фактор.
за СП факторот Да. често се зборуван или особено во овој период да се носи, еве и Дина ќе се согласи пред шминката. Да. Како Прво добра SPF, база може и на шминката, Да, сега ги има, значи толку е мислам напредната козметичката Апсолутно, да. така што тоа е маст, едно обавезно да се стави како подлога, еве и пред шминка, дури ги има и шминки, пудри кои што во себе имаат Да, заштитен што содржат, фактор. да, Што е толку леснато што мислам не Нема е причина никаков- зашто да не се користи. Да, и мажите исто така, треба хидратација добра и да се советуваат затоа што потоа се прашуваат, ама чекај, ја што направив сега вака наеднаш остарев. Веројатно ништо не си направил. Па тоа е ништо не проблем. направил. Јас Правилно, мислам затоа што дека мислат оние дека- мажи кои што да. имаат жени дома со добра рутина, истите производи ќе си ги земат и они за нив Ма ќе си не, ги така користат. мора да значи. И Не, јас готово. мислам не. Ама би било убаво да почне да се користи. Некои ќе се видат збрчкани, некои ќе Имам се една друга појават, да. финта, добри си бебешкиве производи за хидратација. Ето. Да. Дури ги, дури го користи за бебе, знаење. дури му става кремче едно друго, рацете секако му се хидрирани, може па и ќе се чепне вака. Може и за настан, нели? И за нас тоа се За жените тоа се подразбира. Да, мора нешто поедноставно и затоа. Да. И поевтино. Го спомена Мартина мајчинството, од неодамна си мајка и си навистина позната фуд блогерка. Јас ќе го искористам тој термин, нема да ми замерат гледачите. И сега е многу интересно како успеваш да го избалансираш времето, да готвиш, да си ни нас интересна на Инстаграм, да гледаме нови рецепти и сето на кое што ти го правиш, ама и бебето дома да е задоволно и срекно и семејството, сопругот да не го забрави. Најпоставувано прашање е последниве години 4 месеци. Ет. Така, јас после во сликите оставив за на крај. Јас никогаш не престанав со работа. Работев и дури бев бремена и крај на бременост работев и од кога се породив со Лука. Но кога Лука почна да разбира, јас уствари цело време готвев со него и он до ден денес сака да седи на кујна. Обавезно Мирена, значи. за аспиратор да е пуштен, па макар и кафе да се вари, знае дека аспираторот треба да е пуштен. Добро, убава навика. Иако сето ова што го правам не би го правела доколку Лука не е на градинка. Така да овој период од денот по неколку часа Лука е во градинка затоа што сепак состаноци, клиенти, договарање, пораки, сето тоа знаеме како е со мало бебе и не дека може се со бебе да се направи, така да не е страшно доколку побараме помош. Па тој да биде баба, мајка, мислам роднина некој за помош. Секогаш прифатете. Може некој рецепт Дина ќе ни клима со споделиш. глава. Во текот на... Да, па сигурно искуството. Се Значи, клима согласувам. искуство. И таа е млада мајка. Знаам како не мислам, јас реално откако се породив јас, 2 месеци после тоа отворив голем салон. Значи, отидов многу чекори напред, кои што се и онака тешки, а дури со бебе се уште потешки. И поддршката, веруваме, клучна во овој период, Нели, да. мајката е таа која што е најмногу засегната, особено еве јас бидејќи и доев и сето тоа, па треба на саца, типо со неа да бидам, па тука мајстори, значи дефинитивно беше хаотично и доколку немаме поддршка, мислам дека ќе биде многу потешко. Алал да има на тие мајки, им симнувам капа, имам многу клиентки што се например во странство и ми кажуваат дека се сосема сами и се 24/7 со бебето и дури некако не знам постигнуваат се. Јас искрено се чудам, значи мене да не ми беше поддршката од дома, маж ми, мајка ми, свекрва ми, сестра ми, Сите, да, сите, целото значи секој семејство. помалце, Да. многу значи и градинка, дефинитивно, ама еве пример сега, она е дома со температура, не можеш во градинка и мора да организираш 10 души кој како може да причува. И сега да немаше никој, јас немаше да бидам тука, така ќе бев дома со неа. Да. А дефинитивно мислам Поздрав до поддршката. Како родител, да, И поздрав, твојата и на Мартина, голем и на докторката, поздрав, верувам и вие си ја имате постојано и без нив дефинитивно ништо. не би биле Така. тука кај што сме без таа поддршка. Да. Ето, 3 прекрасни дами, успешни, мајки млади, кои што навистина имаат инспиративни приказни, никако сосема случајно ве споивме во оваа емисија. Бисера, сакаше некој рецепт да прашаш? Да, за Мартина да сподели рецепт. Она е спремна во секој момент во сон да ја разбудиш рецепт ако треба. Спомена дека брза животот. Треба да се снимаш на Инстаграм, постираш, после тоа те чекаат садови да измиеш или да ги ставиш во машина, нели небитно. Да. Меѓутоа рецептите брзи, особено на мајките, за мајките, да кажеме, на вистина би им годеле многу. Да, така јас гледам да си го организирам времето и да го организирам ручекот по тоа што јаде Лука. Пример, доколку јаде, не знам, ори со зеленчук, тоа ќе го јадеме и ние. Кај нас ќе ставам плюс, не знам, пилешко или нешто, ама ручекот е ист, не правам едно тањаче за Лука, да, едно за сопругот, едно за мене, туку гледам сета таа храна, пример палачинките кои ќе ги правиме денес се баш одлични за целото семејство и појадокот е ист за сите дома. Не правам Одличен салат. посебно. Да, не правам посебно за еден, посебно за друг. Так. Така. Обично така прават мајките.
или праска да проба јаготки, не знам сега Се што тоа се окей, пробува. дури се проба. Нели, дури проба, добро, нека биде се посебно, ама многу е полесно кога потоа гледаме да ги ние да се прилагодиме кон детето и во исто време и детето се прилагодува кон нас. Така. Добро. Јас сакав да споделам некои пораки кои што ми излегува на твоите социјални мрежи, од твоите следбеници кои што навистина многу го фалат она кое што го работиш, а потоа сакам да споменеме за мобилната апликација која што имаш. Вели највкусните рецепти ги прави и ми е вистинска инспирација што да јадам во бременоста, со задоволство уживам во незините рецепти нонстоп, знам што да се изготвам и стварно е број 1 секој рецепт. Тоа е еден коментар, друг вели друга односно госпоѓа вели едноставно, брзо, без многу скапи состојки, а е совршено. Да, тоа ми привлече внимание. Ми е мото уште од сам старт дека да, убаво да јадеме авокадо, убаво да јадеме манго или не знам шери домачиња, Нешто фенси. Да. На крај илјадарка. Да. Само за два производи. Но на крај тоа можеме еднаш, два пати, три пати, колку што ни дозвола буџетот, но сепак на крајот од денот многу е поедноставно кога гледаме да го направиме со состојки кои ги имаме дома и состојки кои се познати кај нас. Да. Да, ги користеле и нашите. Сега гледаме да е здраво, ама сепак може и со тие состојки грашок, манџа, граф, тоа сето тоа е здраво, не дека не е здраво. Да, да споменеме мобилната апликација, како може да се најде и што се има таму. Претпоставам рецепти, но како е Да. како изгледа? Мобилната апликација со исто име како и мојот Instagram профил Martina's Cooking. Достапна е на сите Apple телефони и на Android телефони, односно на iOS и на App Store. Има многу, самата апликација постои од 2022 година. Да, ние ја работевме многу одамна и можам да споменам дека тоа е еден од моите најубави периоди од животот. Во беше периодот на короната или малку потоа, да. Во тој период не се знаеше што е блогер за храна. Во цела Македонија не постоеше држач за снимање. Сега ни е многу лесно, сите имаме нели по едно стапче. Да, и се снимаме. Тогаш не постоеше. Мојот прв држач за снимање на таа апликација беше направен дома од неколку дрвени стапчиња и горе со жица извиткан телефонот. Мислам тоа беше, а и до ден денес тие видеа се тие видеата на апликацијата која што е сега. Браво. Да, многу едноставна за користење затоа што на самиот Инстаграм, што нели ние секојдневно го користиме, нема опција за пребарување. Односно доколку сакаш да правиш палачинки, не можеш да влезеш и да напишеш палачинки па да ти излезат. Кај мене на пример од моите рецепти да ги најдеш. Но тоа не е случај во апликацијата. Во апликацијата баш напротив се е така убаво поделено. Може да се пребарува по збор, може да се пребарува дали сакате ручек како категорија, дали сакате салати како нели како оброк, така да е многу поедноставна за користење и многу е подобро што сега работиме на тоа сите Инстаграм рецепти да се префрлат и на самата апликација, па да можат и рецептите од апликацијата и рецептите од Инстаграм да ги наоѓаат. Имаш доста рецепти, после ќе проверам сега да не ми отидат прашања. Над 1000? Ето. 300-400 рецепти сигурно. Да, и ниту еден од нив не е повторен, иако знам например имаше еден летен рецепт за какао. Да, знам дека секое лето го баравме тој рецепт, не сум јас. И на крај ти реков, Мартина, некаде напиши дека ова е рецептот, да не го бараме секое лето. И има многу такви популарни рецепти кои што ги донесе кај нас, со намирници кои што ние секако си ги имаме дома. Еве на пример какаото. За какаото е шокан. Мислам многу едноставно затоа што ставаме само какао, шекер, доколку сакате шекер, го матиме со вода и ставаме млеко. Малку млеко, да. Да, не дека е многу освежително и вкусно, некогаш мраз и така кој сакаш. Малку ми е чудно што не е сварено, а всушност нема потреба, нема потреба да се вари. Освежително. Можеме уште еднаш да го повториме рецептот за оние кои што си викаат што е сега со какаото? И јас како го споредуваме тоа што го правиме исто како ладно Нескафе. Како? Така, точно. Да. Само наместо Нескафе ставаме какао, да. Здрава варијанта. Какао и шекер доколку сакаме, го матиме со вода, додаваме коцки мраз или не мора и ставаме млеко и тоа е тоа. Да. Одлично и за деца и за возрастни. Да, супер. Ета баш нели претходно спомена дека дома готвиш се за сите, ама нема може за сите еве Дина за гостите. И за гостите. Сакате кафе? Немам, имам какао, ама ќе ви се свига. Да, за некој што не пие кафе како мене. Исто, какаото е одлично за мене. Мислам дека никој не би одбил какао. Јас не. Па не, на гостите срамата да одбиеш. Па нема, на сред лето какао, најте например, доколку е топло, какао асоцира на топол пијалок, да, не асоцира на ладен. Па зависи, јас пијам чај во лето. Да. Значи зависи. Тоа кинезите го чу. Дека било добро за температурата на телото. Бисера. Повеќе совети од Бисера на Инстаграм може да ја следите. Докторке, кога сме на тема совети, може да продолжиме малку со вас, да ни кажете кои се најчестите алергиски реакции на кожата во овој период. Бидејќи често ги мешаме со други состојби алергиските реакции.
Па, да, се мешаат, но треба да се знае, нели, алергијата обично ја поврзуваме секогаш со нешто, со одреден алерген, например како контактните алергии се чести во овој период од козметски производи, значи агресивна козметика, оние парфемирани креми сега што се употребуваат. Исто знае да даде само во одреден дел алергиска реакција каде што бил нанесен производот. Така, потоа алергиите на сонце, имаме, значи, од силно сонце алергиска реакција може да се јави, кај оние со почувствителна кожа, потоа алергии со инхалативно потекло, значи на полен, значи на овие треви, зависно, тоа се периоди од годината кога, знае да кажем, мене алергија ми се јавува, обично се со респираторна симптоматологија, ретко кога имаме по кожата, кивавица се јавува, течење на носот, затнатост, чешање на очите исто така. Така да, тој тип на алергии, но и убодите од инсекти да не ги заборавиме сега, пчели, оси, крлежи, да. Како да се справиме со овие алергиски реакции, конкретно на полен, мислам дека тие се најчести? Вака, сега со поленот, најчесто многу не знаат дека имаат алергија на полен или од инхалативно потекло, затоа доаѓаат кај нас да се истестираат. Имаме алерготестови. Да се утврди дека е тоа навистина. Така. И кога ќе утврдиме им кажуваме, значи вие сте си алергични на тоа, најдобро е тој период кога ќе цвета тоа растение или поленот, например, знаеме на пролет, да употребувате како превентива, како профилакса и антихистаминска терапија. Во тој период пациентите да се, мислам, граѓаните да се заштитени, да пред изложување на алергенот. Многу интересно дека алергиите на поленеве конкретно може да се појават во било кој период од животот. Не значи дека ако досега сме немале, никогаш нема да ни се случи, бидејќи тоа е доста често прашање во последно време, барем во моето опкружување. Еве годинава имам алергија, а претходно никогаш не сум имала. Тоа се случува не само за поленот, за се во животот. Значи може никогаш да немаме алергија и негде таму во подоцнежни години на 50 години, не знам, да се јави алергија на или може и на медикаменти, на апчиња, некои што до сега еве за главоболка сме пиеле аналгетик одреден и наеднаш на тој да се јави алергија. Значи не е познато се уште организмот можеби викаат некој се презаситува или склоп на околности, некогаш не се работи баш од алергиска реакција на конкретно на продуктот или на медикаментот или на поленот, некогаш знае и оние што се вируси, значи како инфективни уртикари да бидат причина. Не се секогаш, значи има повеќе моменти каде што е важно за тоа прегледот и анамнезата од пациентот што правел во тој период. Дали бил болен можеби, затоа што се поклопуваат клиничките слики, најчесто мислиме дека станува збор за алергија од нешто, би од храна што е изел, а всушност да се работи за нешто поинако, за друго. Исто и за бемките. Сум слушнала дека немал некој многу бемки, одеднаш се појавуваат повеќе бемки на телото. Имаме случај. Да, се случува, значи дали е тоа сериозно или не? Не, значи со текот на годините настануваат секакви промени, значи како на кожата, така и внатре во организмот се јавуваат бемки, најчесто после бременоста, после некои големи, да кажеме, промени, дисбаланси, хормонални промени и оние хемангиоми што се како црвени точки знаат да излезат, но не секогаш, значи затоа е добро, не мора секогаш да значи дека се работи, ајде ништо не е. Треба да се посети дерматолог доколку приметиме наеднаш ерупција, на било каква пигментна промена. Не секогаш се работи значи за нешто малигно и страшно, можеби да се работи за оние што се себороични кератози. Имаме различен тип на промени од оној спектар на бенигни промени кои што не мора да значи дека се алармантни или нешто страшно се случува со организмот. Затоа е најдобро кај докторката. Да се гледаш преглед, навистина ги добив после бременоста, во тек на бременост и после бременост. Да, честа појава и често се случува, дури во бременоста знае да сме имале случаи кога се појавува кај пациентки за жал и меланом, многу бемки нагло се менуваат. И обично викаш, ние сме млади, нема шанси, но нема граница возрастна, значи да ставиме кога може да се појави некоја опасна бемка или промена на телото. Затоа е најдобро штом ќе само прегледот. Штом приметиме дека нешто одскокнува од она нормалното и е невообичаено,
да се прегледаме. Да не бидеме сами Да. доктори со чат Превенција, GPT и сите да, можни модерни алатки. Пред да се префрлиме во кујната со Мартина, сакам да ја прашам Дина уште за трендовите за шминка за невести и матурантки. Што бараат година? Па, изминативе неколку години дефинитивно излезено е од мода на тешката шминка. Нормално, преференција лична си е за секој различно, но сега е повеќе моментално ин посвеж изглед, понежна шминка. No makeup, Да, не знам, да. Ако го преведам нема да звучи. Шминкер, no makeup look баш не можеш да добиеш, затоа што сепак доаѓа за професионална шминка, но модифицирано е и од наша страна. Мислам сега да ги видам јас слики од пред 10 години и сега дефинитивно има голема разлика. Оној хайлайтер што сјае, она контура јака кафена, веќе го нема тоа. Одиме на понежни тонови, порозевкасти, така што во тој аспект е сменето. Сега во моментов, оваа година малку се враќаат боите на очите, ама пак мислам дека лицето си останува по-свежо, по-фреш, така што тоа е дефинитивно моментално трендот и кај мене и јас исто нели такво модифицирано и точно тоа и го бараат клиентките кога ќе седнат, го сакам тој свеж изглед ти што си го правиш. Така, тоа сакам да кажам. Има трендови кои што се следат со текот на годините, но многу интересно кај мејкап артистите што точно се знае кој мејкап артист како ќе те нашминка. Да. Навистина, имаш и ти убав, интересен, модерен, специфичен стил кој што ќе го видиме подоцна во фотографиите, дел од јавноста се шминка кај тебе. Па ќе видиме како изгледаат нашите познати дами кога ќе ги нашминкаш ти, но сега одиме во кујна, време за палачинки. Ајде да видиме, јас само ќе посметам, не се грижи Мартина. Затоа и не сум била кај Дракче до сега. Само секунда. Денеска премиерно ќе го вклучам шпоретот или да ти оставам ти да го Сакам напишеш. вака. Има едно срценце. Да, видов дека се појавила, јас сакам да го расторам, да. Да не го малтретираме господинот Перков што ни е зад камерите, но срцето го видовме, ние сме свидоци. Она што е интересно од состојките што го забележав е дека јас не правам палачинки вака. Добро. Па Значи, добро, мислам дека користам- палачинки секој прави различно. Да, ете, многу ме интересира твојот рецепт. Јас го Мислам пуштам дека и- ова на петка, не знам доколку оди Ти како мислиш, пуштај, јас После ќе менуваме. Да. Добро, споменавме дека ги правиме палачинките да видат. Не е тоа. Не, другото. добро, да проверам дали е правилната плоча вклучена, добро. Како како дојдов до овој рецепт, е всушност кога беше период кога Лука почна да јаде и сите дома носеа кашички. Ова во ова бебе. тањирче е бебешка кашичка. Да, навистина, верували ли не? Верувам, да, така Да. и личи. Лука никогаш не ги јадеше тие кашички и јас барав начин затоа што дома имавме, не знам, еден куп. Барав начин тие кашички да се искористат. Да не им Па помине дојдов, рокот. да, дојдов до идеја тоа да бидат во палачинки. Доколку немате бебешка кашичка, немате бебе дома. Купете си. Не, слободно може да биде тоа една изблендирана банана, едно Што изблендирано извини? Праска. праска и јаболко. Преубаво мириса. Да, значи слободно може дома да биде една банана, едно изблендирано јаболко, праска, што било. Многу е полесно кога имаат мајките дома кашички, само да ја Да, стават. готова. Да, или ќе им остане, на пример, може и да правеле сабалето дома, но им останала бидејќи детето не сакало да ја изеде, затоа што тоа е многу голем случај. Значи, кога ќе ви остане храна од бебето, може слободно да си направите палачинки. Да. Вака, јас додавам Стави млеко. Ставив млеко, да кажеме што Да, ставивме. те молам. Ја ставивме бебешката кашичка или било кој овош, ја ставивме Добро. едно јајце, една чаша млеко и едно пecivo. Добро. И сега додавам брашно, додавам мешано една шолја бело и една шолја мелени овесни снеголки или овесно интересно. брашно. Доколку правите само за бебенце кое уште нема пробано бело брашно, слободно тоа може да биде само со овесно или доколку сакате да бидат интегрални, може интегрално брашно. Може и не мора шеќер, ние малку ќе ставиме затоа што не се децата. Добро, сега ова не е прездрава варијанта, но ако сте на диета, Да. Не, па него може го да се гледаме стави. споредов ова, Готови чекај сме, колку се време му префрламе треба. таму. Па добро. Да. Смесата ни е готова и се Многу е префрламе. густа смесата, јас кога правам палачинки, Ама, веројатно правиме зашто става. американски палачинки. Американски, добро, се извинувам. Во здраво Македонија правиме американски палачинки. Слободно добро. ти повели наваму. Да, ова само ќе го префрлам тука позади. Јас од тука што би знаела ништо, само да подсредам вака. Ќе средиме после. Добро. Сега кај американските палачинки. Добро. Многу е битно шпоретот да не е многу загреан. Така, да.
Да не Ова мислам прегорат. дека воопшто не ни е или не е. Па нешто е слабичко, може да го пропуштиме. Слабичко е, да. Ама што е сигурно на петка? Само да видам до колку оди, до 9. Еве, например, на 6-7. Добро. Ќе ставиме ние на 7. Ги правиме помали. А ти цело време мислеше дека правиме нормални, обични Јас палачинки? ништо не мислев освен на вашите прашања. Добро, одлично. Ставаме Американски помали. палачинки наистина не сум правила. Сега не знам зашто ми изгледа многу комплицирано. Многу е полесно од затоа што правиш повеќе во Баш исто изгледа време. Да. едноставно, да. Колку палачинки од прилика треба да излезат од оваа смеса? Па ќе излезат некои 10 на 15 Че сигурно. ќе се најадем. Да, само што ние тука ќе треба да почекаме. Ова Ние да ќе ни се почекаме загрее. таман да ги прашаме гостинките како тие се сногеат во кујна со млади деца. Кој ќе оди прв? Која сака прва, нека почне еве Дина, нека го скрши мразот. Јас, па дефинитивно на почеток додека бев повеќе дома, и нели беше мала исто. На почеток искрено најрад ми беше додека ја доев, нели? Чиста работа. После тоа полека почнувавме вкусови. Среќа моја е што дефинитивно не е многу пребирлива и си јаде се. И многу брзо после тоа, како што кажа Мартина, успеав да ја прилагодам и на нашата храна. Значи, не одев, многу краток период беше тоа кога јадеше само кашички, гледаше цело време што јадеме ние и цело време сакаше и она, и дававме малку по малку. И сега веќе кога готвам и за нас, готвам и за неа, нели некогаш помалку, мислам, за нас повеќе зачинето, за неа помалку, ама со неа ми е лесно тој момент што јаде се и не ми е толку проблем. Баш супер за сите мајки кои што немаат проблем со децата што јадат се. Баш ми е жал за оние кои што се пребирливи. Јас Да, сум една има. од тие. Ти си од тие пребирливите? Да, Не. Лука. Леле, Лука имаш јаде- палачинка на косата. Лука јаде само манџи. Не јаде Добро. ништо суво, не јаде... Тоа е прекрасно. Замисли сите Да. деца манџи да јадат. Не, Него тоа е ние немаме супер, да. многу време. Ќе мора да направиме тука една кратка пауза за реклами, веднаш потоа се враќаме со веројатно веќе готови палачинки.